Премиерот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска неочекувано посети 3 општини во Источна Македонија. Најнапред директно од Скопје допатува во Кочаник, каде го посети реновираното средно општинско училиште Љупчо Сантов. При посетата тој накратко поразговара со градоначалникот Радко Димитровски и со директорот на училиштето и ги разгледа екстериерот и интериерот на комплетно реновираната училишна зграда. Груевски посети дел од кабинетите и се запозна со придобивките од извршената реконструкција на училишниот објект. Со инвестицијата вредна 13,5 милиони денари, реконструирани се фасадата на објектот, покривот и прозорите. Директорот Димитриев информира дека учениците имаат можност за стекнување со образование во две струки – економско-техничка и гимназиска. Ова е прва голема инвестиција во училиштето кое постои веќе 55 години. Со неа се возможи зголемена енергетска ефикасност и значителни заштеди, а се подобрени условите за престој и работа во училиштето. Потоа премиерот Груевски продолжи за Виница, каде најнапред ги посети капацитетите на Венчини, а оттаму свечено ги пушти во потреба тениските терени лоцирани до градскиот стадион. Владата на Република Македонија во континуитет и без запирање ги реализира големиот број на проекти поврзани со развој на спортот во нашата држава. Во изминативе неколку години спортистите и спортот представуваа еден од нашите врвни приоритети, што представува една сосема поинаква слика од минатото, во кое спортот стагнираше, а изградбата на спортските објекти скоро и воопшто да ги немаше. Денеска сликата е многу поинаква. Денеска се гради на секаде и во секој дел од државата. Скоро и да нема место во Македонија каде што немаме почнато или завршено некој спортски објект. Тука во Виница успешно се надгради спортската сала капитан Кирчо Димитров. Изминатата година го изградивме и пуштивме првото повеќенамensко спортско игралиште во Исти Бања. Наскоро ќе започнеме да градиме уште едно вакво повеќенамensко спортско игралиште во ридскиот дел на Виница, на улица Видео Смилевски Батов. Во делот на спортските проекти, денес со задоволство го пуштаме во употреба и новото тениско игралиште, кое представува инвестиција од 12 милиони денари. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта. Располага со осветлување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоциација. Истото ќе биде ставено на располагање на учениците од основното училиште Гоце Делчев, како и на сите граѓани за спортување, за рекреирање и за надпреварување. Овде би сакал да го спомнам и нашиот шампион во тенис до 11 години, тоа е младата Лила Давчева, која што веќе е шампион на Македонија до 11 години и учествува на меѓународни балкански надпревари и има значајни резултати досега. Владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт во изминативе неколку години во континуитет инвестира во изградба на спортската инфраструктура. Кога пред неколку години го започнавме проектот за изградба на 100 тениски терени, интересот кај општините беше огромен и веќе минатата година истиот го проширивме за нови 20. Истите се изградени по меѓународни стандарди на Светската тениска федерација, ITF, оградени со плетена жичена ограда од 3,5 метри, осветлени со рефлектори и истите може да се користат и во доцните вечерни часови. За оваа инвестиција од буџетот на Агенцијата за млади и спорт се издвоени 11,8 милиони денари. Од Виница премиерот се упати кон Берово, каде исто така ќе посети реализирани проекти и ќе поразговара со домаќините за актуелните активности кои се преземаат во пресрет на есенско-зимската сезона. Новата индустријска зона во Виница бележи раст на вработувањата во овој регион. Идејата за изградба на технолошко-индустријската развојна зона е на бизнис секторот во општина Виница, за која градоначалникот на општината Емил Дунчев вели дека компаниите веќе ќе имаат потреба за проширување на капацитетите. Во оваа индустријска зона веќе се продадени сите 11 парцели, а 6 фабрики се во фаза на градба. Една од овие компании е и инвестицијата на австриската компанија Техспорт, во која се вработени околу 140 лица. Некаде околу пред 5 години отпочнавме со постапка за изработка на детален урбанистички план за мало стопанство, за незагадувачка индустрија.
многу брзо се направи деталниот урбанистички план и веднаш на првата продажба на јавното наддавање од 12 исцртани парцели 11 се продадоа, а за една се води постапка за денационализација. Сведоци сме веќе дека за кратко време овде се издигна неколку индустријски капацитети, односно 6 индустријски капацитети веќе се завршени, а другите 5 се во изградба. Овде имаме една странска инвестиција, тоа е австриската компанија Техспорт, која што веќе отпочна со производство и до сега има некаде околу 140 вработени, а до крајот на годината планира да се вработат овде уште 40, значи 180 вработени во стартот, а нивните планови се дека во наредниот период треба да стигнат до бројката од 250 вработени. Во другите индустријски капацитети кои што се во градба се планира да се вработат некаде околу 100 лица. Владата на Република Македонија создаде амбиент и поволности за проширување на бизнис климата и на домашните инвеститори. Отворањето на приватните фирми се од големо значење и за вработеноста во градот. Моментално затвараме еден инвестицијски циклус од 4,5 милиона евра и тоа 1 милион евра во две нови производни хали, кои ќе бидат наменети, едната за производство на здрава храна под брендот Натура и едната за производство на земјоделски зрнести производи под брендот Сончева долина. Она што исто така е забележително е 3,5 милиона евра инвестиција во нова производна линија, со која ќе добиеме поголем капацитет и подобар квалитет на постојните производи. До крајот на годината планираме 50 на нови работни места да отвориме. Малце е предизвик во Виница тоа што нема доволен број на невработени, така да еве сега и од регионов имаме апликации, па најверојатно ќе земиме од Кочани, од Берово. Компанијата Мак Прогрес изрази задоволство од мерките на владата. Тие имаат искористено странска консултантска помош. Од владините мерки имаме користено и сме многу задоволни странска консултантска помош. Значи користевме консултант од Франција кој беше задолжен за маркетинг и продажба на нашите производи и за домашен и за странски пазари. Она што беше една од антикризните мерки за неоданачување на добивката во реинвестиција, тоа исто така беше доста корисно, бидејќи последните години скоро целата добивка имаме реинвестирано и тоа донесе за уште поголем развој на нашата компанија. Инаку целта на основањето на зоната е создавање можности за привлекување инвестиции, отворање работни места и обезбедување равномерен локален економски развој.